Почна садењето на луки кромит со апарџик на отворено во нивите во Радовишко. Земјоделци од село Јаргулица велат дека временските услови засега се поволни. Според нив, лукот е почувствителен на студ, додека кромидот полесно ги поднесува пониските температури. Насадите се без заштита од фолии и целосно зависат од временските прилики. Павли Илиев од ова земјоделско село вели дека годинава засадил околу декар и пол. Вели дека почнала сеидбата и на пролетната зелка. Сега моментално луко се саде, кромица саде, има, не мрзне. Луко може да измрзне, кромино не мрзне. Зелка се сеја, сега моментално пролетната зелка се сеја и она наглом се сеја под фолии, оранжериска. Не, неотворено е. Кромидо и луко е неотворено. Апарџик ли посвети? Апарџик. Ето го имаме, тук и апарџик продаваме. Скопски. Јаргулица Радовиш. Колку декар? Малце, не е многу. Декар и пол. Очекувате ли плодност од видите? Па сега зависи временски услови како ќе даде. Господова работа. Ние се трудиме и се надеваме. Бидејќи лукот успева потешко, цената е драстично поголема за разлика од кромидот, истакна Илиев. Вели разликата е голема уште од порано. Види сега, луко поретко го има, не успева. И секој било од времето поскап. Према другите артикли. Према кромидот многу е поскап. Кромидот моментално увозно е 40 денара, домашно 50 до 60 денара. Од сега не. Пролетта нешто ако му затреба вода, може да наводнува. Ама за време, зависи временски услови. Во новата година, особено земјоделците кои секој петок се на Штипскиот пазар, очекуваат годината да биде варнежлива, берикетна и плодна, за да, како што велат, и да заработуваат и да продаваат производи со добар квалитет.